Извештајот на Европската комисија за владење на правото е најдобриот кој досега го добила државата, но не е одличен, оценува премиерот Христијан Мицкоски. Вели владата е свесна за критиките кои сме ги добиле, но делот за белешките се контрадикторни. Иако Брисел критикува дека независноста на правосудството останува под притисок, Мицкоски со порака дека нема да запрат неговите критики додека не види резултати. Порача дека сите барања на судско-обвинителската фела се испочитувани, но пари за повисоки плати нема да има. Граѓаните, впрочем, самите се тие кои што констатираат дека немаме испорака на задоволително ниво од страна на правосудниот систем. И тоа е општо позната констатација и јас ќе продолжам во таа насока да испракам пораки. Со сета политичка одговорност и ризик кој што ги имам, да ќе продолжам, додека не видиме напредок во испораката на правдата. Тоа е прво. Второ, пари повеќе нема да добијат. Пари нема да добијат, иако се бара и во Законот за јавно обвинителство да се стави сума од 0,5% од буџетот, нема да добијат затоа што не ги заслужиле. Затоа што очекуваме дека правдата ќе ја донесат. Европската комисија го потврди она што го зборува СДСМ. Мицкоски и ВМРО вршат системски притисок врз судството, реагираат од опозицијата. Според нив, забелешките на комисијата за реформи, широко распространета корупција и проблематични тендери биле одраз на актуелната состојба на правосудниот систем. Европската комисија, почитувани во својот извештај за владење на правото, јасно предупредува дека со последните измени на кривичниот законник повторно се создава простор за неказнивост, дека постои мешање и притисок врз судството од представници на власта и дека процесот на реформи во правосудството е загрозен од политичко влијание. Сето ова не е случајно. Ова е системска политика на контрола врз институциите од страна на организираната криминална група ВМРО, начело секако со Христијан Мицкоски. Во извештајот кој вчера го објави Европската комисија за владење на правото, нотирано е дека Македонија прави реформи, но предизвиците остануваат. Наведено е дека притисокот од другите гранки на државната власт предизвикуваат загриженост во однос на почитувањето на судската независност. Според Брисел, предизвик останува недоволното буџетско финансирање и предметите против високи функционери кои ретко завршуваат со правосилни присуди. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија.